Во Советот на Скопска апелација денеска се одржа седница на која се расправаше по жалбата на одбраната на градоначалникот на Битола Владимир Талески да му биде укинат домашниот притвор. Одбраната на Талески потенцираше дека во изминатите 60 дена специјалното јавно обвинителство не презело ниту едно истражно дејствие, откако тој е во домашен притвор. Од друга страна пак, посочи одбраната на Талески, тој редовно се јавувал на поканите уште пред притворот да му биде определен. Талески по завршувањето на седницата истакна дека целата ситуација околу овој случај е наметната. Знаете дека целата ситуација е наметната, што да ви кажам, некоректно е сега да давам изјава како течеше целата работа, бидејќи бевте и слушнавте. Значи ние немаме направено ништо со што сме скршиле законот, немаме кривичен прекршок, апсолутно се чувствуваме супериорни затоа што вистината е на наша страна. Јас сум убеден дека овие луѓе во апелација ќе согледаат вистината и ќе донесат исправна, правилна мерка, така што ценам дека сето ова почува да добива еден расплет. Јас сум сигурен дека за кратко граѓаните ќе видат дека целата ситуација е наместена. Значи сето тоа беше шпекулација и ќе повторам, значи не може од еден телефонски разговор кој што го водат некои двајца луѓе за некој трет, овој третиот да биде обвинет дури и за кривичен прекршок. Значи сум сигурен дека сето ова брзо ќе се расчисти, но да оставиме времето да покаже. Талески од куќен притвор се уште ја извршува градоначалничката функција. Вели неговиот мандат се уште трае поради што потпишува документи. Да, за жал многу пријатно се изненадија моите соработници затоа што се ја уште еднаш дојде да провери дали градоначалникот потпишува. Се разбира дека потпишувам, јас имам мандат и освен мерката куќен притвор немам ни една друга забрана. Обвинителот Трајче Пеливанов од специјалното јавно обвинителство во судот го потврди претходниот став дека останува на предлогот за одредување мерка куќен притвор. Мерката притвор истекува на 20 август.